Господин Арсовски, господинот Груевски по изборите излезе на говорница, кажа 7 барања. Како ги оценувате вие тие негови барања и што е целта на истите? Мислам дека најголемата импликација на говорот на Груевски е дека тој нема намера мирно да се замине од партијата и да прифати пораз. Повеќе тие имаат импликација за внатрешната динамика на односите во ВМРО-ДПМН одошто на политичката сцена и во општеството. Голем дел од тие барања се одвоени од реалноста, се нереални, имајќи предвид дека безмалку сите меѓународни организации кои ги следат изборите, па вклучително и Европската комисија и Европската унија, излекоа со констатација дека изборите биле фер и демократски и дека легитимитетот на градоначалниците не е спорен. Во таа смисла прегласувањата и тие дополнителни работи немаат никаква основа, особено она барање за амнестија за 27 април, исто така нема основа, имајќи предвид дека целото општество па и меѓународната заедница инсистираат на брза правда токму за тие настани. Мислам дека повеќе влијае неговиот говор на како порака до сопствените членови и до, ако сакате, и општата политичка средина, дека тој нема намера да го признае поразот и да влезе во процес на реформи. Туку дека ќе се забарикадира дополнително во ВМРО-ДПМН и дека тоа ќе биде еден долготраен процес. Како комуниколог, мислите ли дека ВМРО-ДПМН стана партија на човек поединец, а не партија на народот, како што тие самите велат? Знаете како ние имавме еден термин за робена држава, мислам дека во моментот може да се пресели тој термин за ВМРО-ДПМН, дека ВМРО-ДПМН е заробена партија. Мислам дека така треба да се третира таа ситуација во моментот. Мислам дека и голем дел од членовите на ВМРО-ДПМН сакаат рехабилитација, односно некакви реформи побрзо, меѓутоа во моментот таа е така устроена и статутарно и суштински по распределбата на моќта, како султан партија, политичката елита во ВМРО-ДПМН во моментот може да се тргне само со сопствена демисија. Невозможно е однатре да се разрешат тие ситуации. Така што ќе видиме што ќе се случува. Сепак ние зависиме од добрата волја на односно ВМРО-ДПМН зависи од добрата волја на Груевски во овој даден момент. Дали исто така ви се чини дека Груевски ќе треба присилно да биде тргнат со оглед на фактот дека два пати излегува на пресконференција и во тие два пати има нови поставувања на барања, поставува барање ново СЈО, а не го признаваше постоечкото и ВМРО-ДПМН велеше дека не постои таква институција. Од друга страна бара парламентарни избори за нерегуларни локални избори. На што укажува сето тоа? Ироничен е тој наратив. Институција која сте порекнувале дека има потреба да постои, сега да ја барате како нова институција и не сум сигурен дека целото ВМРО-ДПМН се согласува со тие ставови. Таа стратегија нема да му донесе ништо добро ни на ВМРО-ДПМН ни на Груевски, бидејќи ќе ги однесе во еден правец односно ќе ги продолжи во еден правец на одвојување од македонската политичка сцена, со помалку сојузници на меѓународната заедница, помалку сојузници на македонската политичка сцена и помалку поддршка од електоратот. Во моментот ВМРО-ДПМН е во следната ситуација. Нивната политичка врхушка и партијата не можат да преживеат заедно. Само еден од тие двајца може да преживее. Доколку политичката врхушка на ВМРО-ДПМН инсистира да преживее, партијата ќе потоне заедно со нив. Партијата може да преживее само без таа политичка елита во моментот. Според вас, според сите говори на Груевски во изминатите години, според ова што се случува сега, на што укажува овој чекор на Груевски сепак да остане се уште на чело на ВМРО-ДПМН како најголема сега опозицијска партија и да не се тргне од таа челна позиција? Дали мислите дека извршниот комитет глуми поддршка кон него, а тој ја нема истата? Видите, не знам, јас не ја знам динамиката на внатрешните односи во ВМРО-ДПМН. И искрен да бидам, мислам дека јавноста малку премногу се меша во нивната внатрешна ситуација. Сепак е тоа нивна работа. Наша работа е да констатираме дека овој пат не им носи ништо добро. Тие на крајот можат да извршат политичко самоубиство и тоа никој не може да им го забрани. Меѓутоа, во моментот мислам дека треба да се остави некаква динамика да се развие внатре. Предпоставувам дека им треба време да ја направат таа анализа, која Груевски очигледно веќе ја направил, но останатиот дел од партијата уште ја прави, и да ги соочат ставовите и да одлучат што мислат дека за нив е најдобро. Не мислам дека треба ние да им сигурираме решение, меѓутоа во моментот е констатацијата дека едното со другото се исклучиви. Моменталната политичка елита и преживувањето на партијата како витален фактор во македонската политичка сцена. Како ќе го оцените наративот на ВМРО-ДПМН од една страна како политичка партија, како една политичка структура и од другата страна се реформаторите, односно членови на ВМРО-ДПМН кои излегле од ВМРО-ДПМН за да ја реформираат партијата? Како ви се чина тие два наративи кои се тотално спротивни едни со други, односно слични по идеологија, различни по функционирање? Видете, мислам дека реформаторите представуваат еден интересен наратив во ВМРО-ДПМН.
кој можеби за општата политичка јавност е добредоден, бидејќи тој е наратив на ВМРО-ДПМН каква што треба да биде. ВМРО-ДПМН која е десничарска партија, меѓутоа во тек со меѓународната заедница, во тек со демократските стандарди и така натаму и така натаму. За жал, македонските партии се устроени така да никој не може од надвор да ги преземе. Делегатите на конгрес се избрани од сегашната политичка елита, евентуален нов конгрес може само да ја потврди и односно да ја реафирмира сегашната политичка елита. Мислам дека недостатокот на демократија внатре во партиите ќе направи тие промени да бидат многу тешки или да бидат многу болни со некаква револуција. Мислам дека се уште врхушките на партиите се неспоредливо посилни од нивните фракции и дека на крајот зависи од нивната добра волја. Иако фракциите во моментот ја го претставуваат вистинскиот политички наратив. Господин Арсовски, дали мислите дека Груевски со тоа што останува на челната позиција на ВМРО-ДПМН носи штета и на државата, зашто сепак како политички лидер има средби со високи представници од надвор од нашата земја, поддржувачи на Македонија, има со разни политички структури? Знаете како тоа претпоставува дека оние со кои Груевски се среќава го земаат за озбилно. Не сум сигурен дека е таква ситуацијата во моментот. Тој е толку одвоен од политичката реалност во Македонија, со сите со кои се среќава, мислам дека не го земаат за озбилно или сваќаат дека се наоѓа во некаква политичка хистерија во моментот. Мислам дека повеќе си прави штета самиот на себе си одошто на државата. Како крајна оцена, што мислите дека треба да се случи за и државата да дојде во тотално стабилно ниво, за да, како што вели сега владеачката СДСМ, да имаат стабилна и силна опозиција и за да ВМРО-ДПМН функционира повторно како силна политичка партија? Знаете како, мантрата на владеачката партија секогаш и на ВМРО-ДПМН додека беше владеачка партија и на СДСМ сега била дека им треба силна и стабилна опозиција. Не сум сигурен во искрените намери дека секоја власт посакува баш силна и стабилна опозиција. Повеќе тоа е интерес на ВМРО-ДПМН да се консолидира и на општеството, да се консолидира ВМРО-ДПМН, да најде некаков нов политички наратив кој е во допир со 21 век и со демократските стандарди и да стане вистинска опозиција. Тоа е добро за нас како граѓаните, бидејќи новата власт нема да има апсолутно карт бланш како што имаше ВМРО-ДПМН до сега и е добро за ВМРО-ДПМН. Не сум сигурен во најавите на новата власт дека баш така им е се едно колку брзо ќе се реформира опозицијата. И тука е последното прашање. За 27 април се бара амнестија за лицата кои влегува во собранието и за оние кои се осудени. Го имаме моментот каде што никој не презема политичка одговорност за случувањата. При тоа пратениците останаа на страна, не е процесирано кој ги отворил вратите, кој дозволил, кој го организирал сето тоа. ВМРО-ДПМН бара амнестија, односно би рекол бившиот премиер Никола Груевски. Видете, амнестија за оние кои упаднаа во собранието на 27 или организаторите на тој настан е тотална небулоза. Демократска небулоза, бидејќи така промовирате насилство. Небулоза е правна, бидејќи така промовирате неказнивост. И небулоза е за партијата, бидејќи така никогаш нема да се исчисти од оние кои ја влечат до сега надоле. Така што мислам дека тоа не е некаков сериозен наратив и не треба да се третира премногу сериозно. Мислам дека брзината, динамиката со која ќе се исполнуваат правните лекови или казнивоста за упадите е нешто за кое може да дискутираме, дали треба побрзо или не треба. Побрзо, меѓутоа мислам дека се оди во правец на тоа дека тие луѓе сепак нема да избегнат правдата. Ќе се надоврзам уште една изјава дадена од еден од оние луѓе кои влегува во собранието за Маквакс, кои велат: "Ние извршивме притисок во политичката партија ВМРО-ДПМН за да тие не поддржат нас." И навистина по неговата изјава доаѓа изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, кој вели да сакаме амнестија, бараме амнестија за тие луѓе. Дали мислите дека Никола Груевски на овој или на оној начин се плаши дека во јавност ќе излезе нешто што јавноста можеби не треба да го чуе, па затоа сега застана на страна на тие кои влегува во собранието, па дури застана или во одбрана на Игор Јуки и на сите останати? Таквите подземни сценарија секогаш се опција во Македонија. Македонија е таква средина, меѓутоа мислам дека повеќе Груевски не може веќе да ги бира своите сојузници. Имајќи предвид дека му се намалува просторот во кој е суверен, сега и тие сојузници кои му се останете, колку и да се сомнителни како оние кои упаднале во собранието, мора да ги чува. И мислам дека е тоа повеќе причина зошто тој со нив мора да игра сега, одошто дека нешто се секира дека ќе дознае. Немаме ние што полошо да дознаеме за Груевски од тоа што го видовме во снимките. Нема што од тоа да се плаши дека уште едни гаќи ќе бидат закачени дополнително прљави на јажето кој и веќе премногу големо.